Треба да барате момент на нешто што требало да се преземе од претходниот министер или претходната влада, и сега Филипче, новата влада, што требало да го продолжи. Има ли континуитет? Има ли нешто што требало да се преземе? Имаме ли штета ако нешто презело? Каде е тој момент има ли нешто што овде е погрешно направено? Што може би требало да се преземе, не се преземало? Бидејќи најчесто така доаѓаат работите кога дојде до промена на власт или промена на министер, дури во иста власт. Ќе бидам искрен. Претходниот министер немаше врска со здравство. Беше ставен политичка фигура, кој што толку киксови направи меѓу колегите, што не знам како би ги погледнали колегите мои и пациентите. Да не спомнувам негови искази и така натаму пред онкоболни во Битола и така, после се извинуваше и така натаму. Но откако разбрав дека сегашниот министер му бил советник и дека сите реформи што во тоа време тој ги правеше, сегашниот министер по некоја друга форма истите ги продолжува со мала нијанса. Сметам дека главен агитатор и главен советник меѓу советниците што ги имал тогашниот министер бил сегашниот министер. Затоа што гледам еден континуитет во друга нијанса, без конкретни и, да речам, стабилни структурни промени. Ќе го земам пример, купивме апарат за Карил, леле, големата работа, 70.000 евра, купиле апарат. За тоа треба да се фалите. Тоа е неопходно за да работи таа институција таму. Така. Вие не сте купиле нешто екстра, тоа е неопходно дел од инвентарот. Не може да постои таа работа. Тоа е едно. А од друга страна дава 200-300.000 евра за да се види како се трошели или како се работело некоја анкета. Значи, споредете, 70.000 евра кошта тој апарат. 200-300.000 евра даваат за празни муабети. Во превод на македонски јазик се тоа празни муабети. Сега тие 200.000 евра да купат уште 3 апарати. На уво носи грло е потребен таков апарат, пример. Што е потребен на друга хирургија, на неврохирургија, каде што сегашниот министер секоја чест направи една операција која што е пожелно да ги има и во Битола, и во Тетово, и во Штип, како клинички центри, за да се извршуваат такви интервенции да се спасуваат човечки животи. Значи, таа метода што ја воведе сегашниот министер, се надевам ќе ја предаде на барем уште 20 колеги негови, за да можат да ја работат да спасуваат човечки животи. Значи ли тоа дека сметате дека е подобар стручњак во својата пракса отколку министр? Реално, директно прашање. Секоја чест за стручњак во неговата професија, само можам да му речам честито, браво и мило ни е што си ти во Македонија да ни помагаш. Со овие зборови немам други зборови, затоа што за него зборуваат делата. А за делата јас не можам ништо да кажам. Така, но како министер, како прв човек на ресорното министерство? Имам еден куп забелешки. Значи има разлика. Значи има огромна разлика, за 360 степени. Зошто е тоа така? Не знам, но со драго срце и неколку пати сме праќале апели, стоиме на располагање, ние како политичка партија, Граѓанска демократска унија, со нашиот тим, да дадеме наш придонес, без разлика што сме политичка партија, што сме опозиција еден вид, сме надвор од парламентот, не сме во власта, сакаме за доброто на граѓаните да придонесеме нешто, затоа што и ние сме пациенти, и ние страдаме низ овие лавиринти на самото здравство.